Добар ден до сите. Ние како демократи дојдовме да го посетиме во Шутово Издари, во пензионерскиот дом, да видиме како живеете, кои се вашите проблеми. За жал, ние ги знаеме, но вие уште повеќе ги знаете. Сакаме само едно да ви порачаме што видовме после да снимаме, че ова главна ваша улица нема видно, како бомби има паднато, како вие како граѓани сте оставени да живеете на милост и немилост. Значи, не се води грижа за никој во Македонија, не само за ромите, не за македонците, албанците. Значи, сите сме оставени на милост и немилост. Во конкретниот случај, јас сакам само едно да ви порачам. Ние се бориме за да направиме подобар живот за сите. Значи, да има запослување, да не ни бегаат младите, не може да функционираме без фирми, без фабрики, без вработување и да има високи плати. А не како денес, ево ти 14.500, па не знам колку, па не знам што. И се бориме за многу работа. Значи, не можеме во ова сиромаштија повеќе да живееме. Јас ве повикувам сите да ни се придружите во демократија. Значи, заедно нешто да направиме за ова држава и за овој народ. Доста е веќе не делат на некои сигачи наши. Ние сме граѓанска опција и сакаме да направиме нешто убаво. За сите до еден граѓани. Сите сме луѓе и сите треба да живееме подобро. Многу ми е жал што ева вака морам да разговарам, но ние знаеме сите, жал, пак ќе кажам, после ќе сликаме, ќе направиме слики колку е уништен овој дел од градот на Скопје. А од друга страна се пали владата дека 1500 километри направило патишта. Кај се тие патишта направени? Тоа што е направено се разбира. Али зошто не се гради? Зошто не се отварат нови работни места за млади? Зошто не се отварат фабрики? Зошто не се поддржуваат малите фирми, средните фирми? Така да ние затоа дојдовме да се обратиме до вас, да побараме вашата поддршка, се разбира, но и ние заеднички можеме да направиме нешто подобро. Јас ви сум благодарен што ме примивте тука и пак ќе кажам, сме за сите, да се градат фирми и фабрики, да се отворат работни места со повисоки плати. Тоа е најважно, една за секојаш да завладее правото, сите да имаме истите права, се разбира и одговорност. Благодарам многу на сите.